Македонските затвори се претворени во училишта за криминал, а не во институции каде што луѓето се осудуваат заради остварување на други цели. Наместо нивна ресоциализација, затворите стануваат места каде што се вршат недозволени действија, велат правните експерти, коментирајќи ја изјавата на народниот правобранител дека затворениците се жртви на нехуман и деградирачки третман. Затворите се една од клучните институции на правдата кои се доста запоставени кај нас. Покрај институционалните промени во однос на извршувањето на санкциите, треба да се промени и односот на судиите кон тоа на кој начин се извршуваат пресудите што тие ги донесуваат, ценат експертите. Не може судот да ја донесе пресудата и понатаму да не го интересира што се случува во затворот. Имено постојат посебни суди за извршување на санкциите, кои треба да бидат стално ставени во положба на монитори на целиот процес на извршување на казната. Во извештајот на народниот правобранител Насер Зибери стои дека затворениците живеат заедно со буба шваби и лебарки, спијат на душеци на земја во простории со влага, кои наместо со 8 ја делат со 16 луѓе и немаат топла вода. Министерот за правда признава дека условите во затворите се лоши. Забелешките се сериозни, меѓутоа и ние како држава и сугестиите, препораките од страна на народниот правобранител сериозно ги анализиравме и подготвени сме да постапиме по тие забелешки. И додека Тупанчевски уверува дека државата била подготвена радикално да ги менува состојбите, народниот правобранител заклучува дека односот на властите е игнорантски и дека не се даваат ниту потребните пари за нормално функционирање. Шокантни се изјавите на Зибери кои кажа дека запленетите мобилни телефони, ножеви, дрога и оружје, конкретно во најголемиот затвор во држава Идризово, не исклучуваат можноста и за вмешаност на службените лица за внесување на недозволени предмети во затворската установа. Токму затворските полицајци му се пожалиле на омбудсманот дека се соочуваат со закани и притисоци, па дури обиди за влијание во нивната работа.